Па добро, не сум искрено правник, ама на пример не можеве јавно да се знае кој како украл пари и никој да не одговара. Мислим, тоа е стварно срамота. Се што ќе се покаже на телевизија како криминал, како неспроведување, ништо не се спроведува, ништо не се остварува. Значи, само ќе се најави, законски мерки не се спроведуваат. Има многу примери. Што бидна со Катица Јанева, што бидна со Боки, се тоа некако со камуфлажа. Па еви од претходната власт, еве, конкретно и со Груевски. Значи не е само да се напаѓа една или друга влада. Не сме задоволни како граѓани. Малце поостро треба да биде. Да се спроведе правдата. Во која смисла? Па во смисла таа дека тоа што е праведно да се извади таму, кај што е праведно и да се присуди така како што треба да се присуди. Тоа ми смета слободен избор на судијата, како ќе присуди судијата така, ако е законот таков, треба да биде така пресудено. Па делумно. Делумно сме задоволни. Ни поранешне, ни сегашне не сум задоволна. За правдата зборуваме. Ево сега Уставниот суд сака поново да ги амнестира сите криминалци. Каква правда? Што мислите за тоа? Тоа е катастрофа. Тоа значи дека уставниот е дека се потрчковци на власта. Па значи дека не функционира правниот систем у државата. Па мислам дека во целата таа работа имаше многу политика. Помалку правда отколку политика. Треба секој да си одговара за тоа што го направил. Па ќе речам, треба правдата да се задоволи. Не треба ништо да се враќа назад или напред, треба да се види што е праведно, тоа да се присуди.